Почитувани, јавното обвинителство на Русковска се однесува како да е во директна спрега со Ден Дончев, кој нелегално се стекнал со сума од над 3 милиони денари. Јавното обвинителство чека медиумите првин да обелоденат, па да покрене истрага за предмети за кои има информации и докази. Зошто и кој го штити Дончев? Јавното обвинителство вчера потврди дека се води истрага за Дончев, кој лани, пред речиси 1 година, се стекнал со незаконски приходи од над 3 милиони денари, тоест над 50.000 евра. Што чекаше јавното обвинителство 1 година и зошто не отвораше истрага против Дончев? Ден Дончев лани во тек на 6-месечен период примил над 50.000 евра од страна на муртинската фирма Ремаркет за консултантски услуги кои ги давал истовремено додека бил директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, што е спротивно на закон. Дончев директно го прекршил членот 44 од Законот за спречување на корупција и судир на интереси и земал пари од дејност која не смел да извршува во исто време додека директорувал со Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Јавното обвинителство со своето нереагирање го штити Ден Дончев, главниот играч на Заев. Нејасно е зошто јавното обвинителство чекало да помине цела година за да отвори истрага, а со тоа и да дојде до потенцијално перење на пари. Дополнително, јавното обвинителство треба да одговори зошто го толерира Дончев за низа други сомнителни дејанија за кои, како што пишуваат, медиумите имаат докази, а сепак истрага нема ни на повидок. Јавното обвинителство треба во најбрз можен рок да реагира и да отвори постапка како за незаконските приходи на Дончев, така и за другите криминали во кои е замешан. Во спротивност, јавното обвинителство и Русковска се ставаат во улога на директни помагачи на Дончев. Криминогениот Дончев незаконските приходи кои му легнале на сметка не ги пријавил ниту во неговиот анкетен лист, кој како функционер има обврска да го достави и во него да прикаже вистините податоци, објавија вчера токму од антикорупцијската комисија. Дончев со своето дејствување направил низа незаконски дејствија. Дончев треба да се соочи со кривична одговорност веднаш. Доколку тоа не се случи, одговорност ќе има со воспоставувањето на правната држава. Почитувани, ВМРО ДПМН е различно од СДСМ. Со СДСМ и Заев добивме хибриден режим, неспособност, криминал и сиромаштија. Ви благодарам за вниманието. Дали има прашања? Има едно прашање поврзано со трендот на заболени од COVID. Како го коментирате трендот на бројките на заболени од COVID и што понатака, имајќи предвид најновата состојба од 22 нови заболени? Точно така, тоа е онај што ВМРО ДПМН го предупредуваше долго време наназад, значи состојбата ни е далеку од смирувачка. Луѓе исто, дури и повеќе се заболуваат од времето кога што мерките се воведоа. Така да, мојот коментар е дека нашиот систем капитулира и недоволно се тестира. Тоа е факт и Македонија се уште е силно и активно жариште.